Вечерва промовираме уште едно дело на наш роднокраен автор, Патот до себе од Душко Ивановски. Како библиотека навистина ни е многу мило што промовираме повторно дело на наш роднокраен автор и што роднокрајното деление на библиотеката е побогато за уште еден наслов. Ние посакуваме што почесто да имаме промоции од наши роднокрајни автори. Ова е прво дело на авторот Душко Ивановски. Од моје лично име и од име на јавната локална библиотека Илинден посакуваме многу успех, уште многу нови книги, уште многу нови промоции. Знаеме дека тој подготвува уште 2 нови книги, па искрено посакуваме на нашата следна средба да имаме уште една нова промоција. Значи, Патот до себе е метна на традицијата, корените на нашите луѓе, на нашите предци и продолжува преку повеќе генерации и овде е дадено посебно разбирање кои што ја разбираат на природен начин, го разбираат животот и е вметнена психологија, вметнено е исто така спиритуалност и читателот може да разбере доста работи за самиот себе. Исто така таа книга е продолжение од 3 дела. Дури во третиот дел ќе види целата слика за Патот до себе. Така, што следно може да се очекува на крај од вас после оваа книга? Дали спремате нешто друго? Значи вториот дел од Патот до себе е веќе готов, само требаше некои работи да се коригираат и верувам дека за неколку месеци ќе излезне во јавност. Кога некој како прва книга ќе напише роман, може да му дадеме признание дека навистина знае да ракува со перото. Дуле ме убеди дека навистина знае и тоа мајсторски да прави приказни. Кога рече дека тоа е навистинска приказна која почнува некаде од селото Вратиславци, а завршува во Минхен, Германија, мислев дека ќе не шета со некаква приказна која ќе нема никаков крај. Ама кога почнав да го читам ракописот, видов дека Дуле мајсторски знае да изведе приказна, иако ова е вистинска. И меѓу секој од тие настани и случки да поврзе психологија, да ни даде такви примери во животот, да ни ги отвори очите, да ни даде поука. И затоа ова дело, додека се чита од 2 страни. Се чита и како психолошко, се чита и како историско, па ако сакате и како една лекција за секојдневниот живот. Добра вечер и од мене. Чест ми е што денеска вечерва поточно сум меѓу вас во Делчево. Посебно ми е драго што авторот, писателот Душко Ивановски, одбра да прочитам, интерпретирам делови од книгата Патот до себе, каде што дава опис на еден силен женски лик. Тоа е ликот на мајката Севда, која што на еден суптилен начин влијае во едно патриархално време во кое што живее, во носењето на одлуки на низините деца и на останатите луѓе со кои што има контакт и кои веруваат и се доверуваат.